Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, особена и огромна чест и задоволство ми е што токму денеска ќе можеме со групата понудувачи предводена од реномираната турска компанија Mega Engineering Consulting AD да го подпишеме договорот за изработка на основен градежен и инфраструктурен проект за измена и дополнување на инфраструктура со сообраќајно решение со мост во центарот на градот, тунели под Скопското кале и кружен тек кој што ќе ги поврзува булеварите Климент Охридски, булеварите Никола Карев и Македонско-Косовска бригада или она што јас го најавував како тунели под кале. Ова во животот на еден човек веројатно е една од поголемите работи, а има и сериозна символика, имајќи во предвид мојот денешен 50 годишен роден ден и еден од најдобрите поклони што сум можел да ги добиам кога некогаш ќе се наредат картите, така што има сериозна символика веројатно, бидејќи денеска токму се создадени овие услови. Услови со кои што започнува да се реализира едно од клучните ветувања во мојата изборна програма во делот на инфраструктурата. Конечно ќе започнеме со постапка за поврзување на северниот и јужниот дел од градот, да го затвориме вториот сообраќајен прстен во централното градско подрачје, познат како Голем ринг. Со жалење можам да констатирам дека овој проект, кој што постои од 1965 година до сега, никој не почнал да го реализира. Ете, денеска започнуваме со неговата реализација. Согласно договорот за изработка на основниот инфраструктурниот проект, очекуваме истиот да заврши до крајот на оваа година, со што ќе се создадат услови во текот на наредната година да започнеме постапка за избор на најповолен понудувач и да се почне конечно со реализација на овој основен градски сообраќајен проект. Со ова сообраќајно решение на Скопје ќе им биде овозможено од Водњанска до Чаир со автомобил да стасаат за само 5 минути. Со постоечката сообраќајна инфраструктура за оваа релација мора да се потрошат во најдобар случај меѓу 15 и 20 минути, движејќи се низ Мавровка, низ Битпазар, место каде што дневно ни поминуваат 70 до 80 илјади возила. Убеден сум дека со реализација на овој проект ќе добиеме или за реализација на овој проект ќе добиеме финансиска поддршка од владата и централната власт со цел да овозможиме изградба на мостот, виадуктот, тунелите и кружниот тек и истите да бидат изведени во најкраток можен рок. Со ваквите сообраќајни решенија зголемуваме мобилноста, го намалуваме сообраќајниот метеж, а со тоа го скратуваме и времето на движење и на возилата, времето на стоење на возилата во место, со што директно ќе влијаеме на намалувањето на аерозагадувањето и зголемувањето на безбедноста во сообраќајот. Скопје заслужува модерни сообраќајни решенија, оваа градска администрација може и мора тоа да го обезбеди на своите граѓани. Ви благодарам.